Пролетта е време на будење на лековитите билки. Меѓу нив сега и сезоната на пелинот, некогаш исклучителна популарна и користена билка, а денес малку заборавена. Пелин многу стара билка е таа. И се старите многу употребува пелин да пинеш, вика и за нерви, и за тоа, за се. Едно време болни многу беа, па пијат пелин да изгасне тоа што е отрово. Имам случај на тоа, немам појма за што се користи. Па за бока нешто излеми. Не знам, не сум за това запознаена. Не, знам, тоа горче многу. Народната мудрост и традицијата умееле да го препознаат корисното. Таков е случајот со пелинот, билка која е извонредно средство за чистење на крвта и за зајакнување на желудникот. Се употребува при лечење на лоша дигестија, слаб апетит, глисти, болести на бубрезите, слезината, црниот дроб, жолтица, мачнина, згручување на крвта и многу други здравствени проблеми. Се во ова, благодарение на изобилството на етерични масла, горчливи материи, витамини С и Б и провитаминот А. Како дива билка, пелинот расте на сончевите необраснати земјишта, но се почесто може да се најде и на градските пазари. Ово се саде во домашно. Билка која се култивира. А музимото го нема многу, нели? Од есента го ние обереме, го сушиме за пазар. За тука. Сега е вике он утек. И натаму после мај, јуни месец го ожнееме и го сушиме. И така го складираме за пазаро, сув треба да е. Иначе не се користи како зелената. За народот, пелинот е символ за јад, но римјаните на Капитол, пред сите други признанија и почести, на победниците им давале напивка од пелин, убедени дека тоа е најголемата награда за еден победник, бидејќи според тогашното сваќање, пелинот обезбедувал добро и вечно здравје. Кај нас пелинот најчесто се користи како чај, но и како тинктура од алкохол, позната како пелинковец. Како и да го користите, ефектите од него се позитивни, но со пелинот не треба да се претерува, а не се препорачува и на трудници.